Речиси секој студент на медицински науки паралелно со студиите изучува и германски јазик. Ангела Здравкова од Виница е прва година на Штипскиот медицински факултет. И таа, како и своите колеги, својата иднина ја гледа во странство. Од наредната година планира да започне со напреден курс по германски јазик. Најчесто сакаат да одат заради тоа што не им се допаѓаат условите тука и како се одвива здравствениот систем тука, како од финансиска гледна точка, така и од сите други условите за работа и се друго во државните институции. Надвор од државата, финансиската состојба на лекарите е многу подобра отколку што е тука. Дека состојбата со медицинскиот кадар во државата алармантно укажува и познатиот кардиохирург со штипско потекло Жан Митрев. Тој е еден од малкуте лекари кој својот лекарски ангажман го започна во Германија, но потоа реши да се врати во Македонија. За да се задржат младите лекари, треба да се направи итна реконструкција на системот, алармира Митрев. Тоа остана на исти основи и на исти принципи како што беше и во бивша Југославија. Тогаш нормално дека сето тоа не е адекватно, нити е прилагодено на новите услови и затоа е такво како што е. Според официјалните податоци на Лекарската комора, само во првите 10 месеци од минатата година 170 лекари ја напуштиле државата, што значи дека месечно по 17 лекари си заминуваат од државата. Денеска е Светскиот ден на здравието, кој под покровителство на Светската здравствена организација се одбележува секаде во светот. Целта на одбележувањето на 7 април е да се подигне свеста на здравието на луѓето ширум светот. Годинава Светскиот ден на здравието се одбележува под мотото "Здравје за сите, здравје на секаде". Светската здравствена организација алармира дека речиси 100 милиони луѓе се втурнати во екстремна сиромаштија. Општа здравствена покриеност и квалитетни здравствени услуги во секој момент кога им се потребни, без да имат финансиски тешкоти, е клучна за здравието и благосостојбата на луѓето и нациите и треба да биде интенција на сите земји во светот, е пораката на Светската здравствена организација. Таа смета дека универзалната здравствена покриеност е можна, а некои земји во меѓувреме постигнале и голем напредок. Благовештение и Великден. Православните христијани денеска слават радосната вест за доаѓањето на Спасителот и неговото воскресение. Наполнек камбаните ќе означат победата на животот над смртта и ќе се поздрават со зборовите: Христос воскресе, навистина воскресе. Благовест или Благовештение годинава се празнува со Великден. Православните верници ја слават веста за раѓањето на Спасителот. Благовест е ден на радост поврзан со настанот, кога архангелот Гаврил ја соопштил веста на Дева Марија дека ќе го роди Спасителот Исус Христос. За овој празник поврзани се повеќе обичаи и верувања кај народот, но обичај кој се задржал и до ден денеска е ставањето на обитки на девојчињата. На овој ден децата се носат да им се дупчат ушите, бидејќи се смета дека дека раните на овој ден полесно зараснуваат и не болат. Благовест е празник со кој се поврзува и верувањето дека на овој ден е зачнат Спасителот. Затоа порано се славел како ден на мајката, ден за благослов, за рожба. Тоа дојде од тоа што 7 април е точно 9 месеци пред раѓањето на Исус Христос на Божик и се смета дека токму Исус Христос се зачна токму на овој ден. Затоа и во народот се смета како ден на мајката, на Богородица и практика било на овој ден да дечињата им принесат скромни подароци на мајките, а за тоа бидат благословувани да и тие имаат собствени рожби. Великден е најголемиот христијански празник, ден на радост, празник над празниците. Православните христијани го празнуваат воскресението Христово и победата на животот над смртта. Бог не го остава човекот бидејќи го создал и да го остави да пропадне, но му подготвува спасение. Па така подготувајќи го со текот на времето, дојде денот кога се роди Месијата на земјата, кога проповедаше, но дојде и времето кога ете така требаше тој да загине, да ги земе гревовите наши врз него, да ја осуди нашата плот со неговата плот, врснувајќи ја на крстот
и со тоа да не измири нас луѓето со Бога. Тоа Христос го стори тоа од голема љубов спрема човекот и од тогаш веќе нема смрт, но има само живот. Велика сабота е денот што ги спојува распнувањето и радоста. Великден е суштината на христијанството, потврда на верата во Бога. Вечерва во православните храмови, по големата литургија и причестувањето, со биењето на камбаните ќе се означи Христовото воскресение. Традиционално верниците радосната вест ја прославуваат со ритуалот крчкање со великденските црвени јајца и ќе се поздрават со зборовите Христос воскресе, навистина воскресе. Но тука е царот на славата. 10 млади луѓе од Шведска и Македонија се дел од проектот Сигурна европска младина. Во наредните неколку денови тие во Штип ќе учат како да ги заакнат своите комуникацијски и лидерски вештини. Преку најранични работилници, преку мрежување, преку игри кои што ние ги организираме, ќе можат пресе да ги развијат своите меки вештини и да се запослат меѓу себе, да ја споделат својата култура и пресе да научат повише за тоа што значи младинската работа, што значат младинските размени и што значи Erasmus Plus програмата која што пресе се наменета за младите. Денешниот настан кој што е дел од 7-дневниот проект, значи е настан кој што се работи за среќата, односно денеска младите подетално ќе се запознаат со среќата, односно подетално ќе навлезат самите во себе за да знаат што сакаат, што бараат од самите себе и што би сакале тие во иднина да остварат за да бидат успешни млади во светот. This week is недела се одвива Erasmus Plus размена по програмата на Erasmus Plus. Проектот е во согласност со К1 програмата за промоција, запознавање и синхронизирање на културните разлики и на зачувување на идентитетот, на запознавање подобро на државите Шведска и Македонија. Проектот го правиме затоа што сметаме дека денешната младина се чувствува несигурно во рамките на својата држава и сакаме да запознаеме на европска држава како Шведска со некои не држави надвор од Европската унија, да видиме како тие функционираат и со тоа да ги размениме целите и секако тоа што го планираме ние, да видиме како тие функционираат, па да го имплементираат подоцна. Старите ловишни депонии на рудниците наместо загадувачи може да бидат извор на приход. Во себе освен остатоци од примарната руда кријат и други метали. Веќе има заинтересирани експерти за старото ловиште кај Пробиштип. Старото хидројаловиште во Пробиштип крие рудно богатство, а по кинеската компанија за искористување на јаловината сега се заинтересирала и германска, што веќе има инвестиции во Македонија. Па има заинтересирани инвеститори. Владата има своја една проекција на активности. Ние имаме обврска согласно и законот за минерални суровини. Реков, Министерството за животна средина и просторно планирање влегува како активен партнер со граѓаните во заштита на животна средина, се разбира во градењето на еден баланс помеѓу економскиот развој и заштитата на животна средина. Разговараме со повеќе инвеститори, очекувам позитивни вести. Академската фела се согласува дека наместо старите хидројаловишта кои се еколошки бомби може да бидат извори на приход. Освен примарната руда, оловот, цинк, бакар, злато или сребро, во себе кријат и други метали. Таму постоја на времето и студии дека многу поинтересни се галиум, индиум, германиум. Таму еден сијасет на расеани елементи. Во последно време гледате како технологијата напреднува, а што би се рекло потрагата за ретките метали доправа се интензивира и ќе се интензивира. Серафимовски вели дека светски тренд е искористувањето на она што го содржат старите јаловишта. Смета дека државата треба да ги дава под концесија, но со јасно одредени правила. Факт е дека се ставя акцентот на хидројаловиштата од аспект на валоризација на све што има таму, од пример нулта загаденост во јаловината. Во земјава постојат 4 хидројаловишта од рудниците Злетово, Саса, Тораница и Бучим.
Малиот групен дом кој од јуни треба да профункционира во просториите на Центарот за аутизам нема да го попречи неговото работење. Децидна е министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, откако жителите на населбата Пребек и родителите на аутистични деца се побунија. Знаете дека пред само 6-7 месеци постапувањето на функција на оваа нова влада имаше прашање од родителите на лица со пречки што по нашата смрт со нашите деца. Одговорот е мали групни домови. Заштита во заедницата, заради тоа што сме свесни за постоењето на големи нехумани институции, како што се Демир Капија, како што се други институции кои што се на територија на Македонија, но знаете, кога ќе влезете во нив, разбирате дека тоа не е соодветно живеалиште за ни едно дете, ниту за лице со попреченост во Република Македонија. Токму затоа интенцијата на Министерството за труд и социјална политика е да создава социјални услуги на локално ниво. И тој мал групен дом никако не го загрозува функционирањето на Центарот за аутизам. Центарот за аутизам е навистина важен. Го финансираме од една страна, друга страна финансираме Сдружение на граѓани за да го збогати квалитетот за функционирање на тој Центар за аутизам, но на вториот спрат кој што во моментов не е искористен како капацитет, создаваме заедно со општината мал групен дом и со тоа го збогатуваме квалитетот на услуги кон граѓаните, не го намалуваме. Стравот веројатно се појавува кај некоја група на родители со кои што јас се среќавам, но секако на крајот сите заедно ќе бидеме сведоци дека тоа ќе биде местото кое што само ќе спружи дополнителна вредност на општина Штип, а нема да никако спречи развој на оваа компонента во државата. Маријана Иванова, графички дизајнер е новиот уметнички потенцијал од Виница. За краток период се круниса со меѓународни награди. Деновиве дел од нејзиното творештво изложено на изложба во Скопје, проект кофинансиран од програмата Креативна Европа. Маријана Иванова е ново уметничко име од Виница, кој за краток временски период се најде на многу меѓународни изложби и како учесник, но и како првонаграден уметник за дизајн и плакати. Деновиве е дел од незиното творештво изложено во кафе бар Љубов во Скопје, како дел од проектот Креат, конфинансиран од програмата Креативна Европа на Европската комисија. Во понеделникот во рамките на проектот Креат, мрежа на градови за уметничка креативност, во Скопје беше отворена изложбата Калидоскоп. Изложба во која беа вклучени 15 на мои плакати и на мојата колешка графички дизајнер Симона Трипкова. Во рамките на изложбата, освен плакати, беа представени и принтови на мајци, торби и дуксери, за кои што публиката покажа доста голем интерес. И го избравме за локација кафе барот Љубов во Скопје, бидејќи беше целта да се доближи изложбата на пошироката публика, не само на луѓето кои наменски би отишле да ја погледнат во галерија. Бе вклучена во изложбата на покана на куратор архитект Јасминка Намичева од музеј на град Скопје и проектот беше поддржан од град Скопје и од креативната програма на Европската унија. Маријана, која во моментот е постдипломец на Националната академија за уметност во Софија, учествувала на 45 групни изложби, а зад себе има и 2 самостојни изложби. Резултатите од креативната работа на Маријана го потврдуваат фактот дека таа е веќе изграден уметник способен да се соочи со предизвиците на многу истенчениот вкус на конзументите во светски рамки од една страна, истовремено водејќи борба за квалитетно презентирање на професијата графички дизајнер, која за жал се уште во Македонија го нема заслуженото место. Во продолжение соопштение од Општинската организација на Социјалистичката партија на Македонија од Штип. На одржаното изборно собрание на ден 3 април 2018 година избра ново раководство на Општинската организација на чело со председател магистар Бобан Митев. Воедно Општинската организација на Социјалистичката партија на Македонија на сите православни христијани на Република Македонија им го честита големиот христијански празник Великден и им посакува со верба во Бога да остварат љубов, здравје и берекет во своите домови. Гост во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерката за образование Рената Десковска.
Министерка Бесковска, укинувањето на екстерното и дисперзираните студии, приспитувањето на наставните програми и на учебниците во кои според експертите има небулози и грешки и носењето на Законот за високо образование кој е поинаков од оној кој на претходната влада и ги донесе големите студентски протести се дел од суштествените промени што ги најавивте уште на почетокот на вашиот мандат. Дали е ова доволно за во Македонија конечно да има образовен систем со европски перспективи? Ние со измената на законската рамка во високото образование, но следат сега и за основно и за средно образование, сакаме да поставиме темели на кои што ќе има можност да се гради квалитетен образовен систем. На тоа се надоградува и измената на наставните планови програми кои што се почнати во основното образование, дел од реформите кои што се почнати во средно стручно образование, така што ја создаваме рамката, но сепак таа рамка треба да се исполни со квалитет во рамките на самите институции. Создаваме предуслови кои што треба да не доближат. Јас сум срекна дека почнавме повеќе реформи, тоа некои реформи почнаа беа и првите мерки кои што оваа влада ги преведе. И последната информација од спортот. Карате клубот Блатец се успешен настап на меѓународниот карате турнир во Србија. Младите каратисти освоја многу медали. 8 членови на карате клубот Блатец со висок пласман на меѓународниот карате турнир во Власотинце, Србија. Меѓу 350 учесници од повеќе земји каратистите од Блатец и Виница освоја голем број медали во поединечна и групна конкуренција. На 16-тиот интернационален надпревар Власотинце Опен 2018 учествувавме со 8 надпреварувачи и тоа подобрите ученици од карате клуб Блатец, од кои беа 2 деца со црни појаси, 5 деца мајсторски кандидати и едно дете со кафеав први појас. Значи елитата од карате клуб Блатец настапи на овој интернационален надпревар и задоволни сме од надпреварот, затоа што добивме неколку медали во поединечна конкуренција. Мислам дека 2 или 1 беше во второ место и неколку трети места поединечна конкуренција во кати. Додека екипно учествувавме со 4 екипи, формиравме 4 екипи екипно поради возраста на децата, нели? И добивме 2 втори места и 2 трети места од екипите. Клубот од Блатец постои и континуирано работи речиси 3 деценија зад себе, има голем број признанија и награди, а во моментов број 30 на редовни членови. Тоа беше све што ви подготвивме во овие вести на Ирис телевизија. Останете со добро расположение и имајте убав остаток од продолжениот викенд. Пријатно!